Морам да искажам едно разочарување и она што во континуитет ми пречи, а тоа е нивото на дебата која што се води овдека во собранието и пред се од аспект на немање на квалитетна аргументација да се одбрани она што се застапува. Се изнаслушавме од колегите од власта, споделувајќи едно исто ливче, претпоставам доставено од Центарот за комуникации Нивен, како минималната плата ќе ја намали сиромаштијата. И се е тоа убаво, ако било така едноставно. Почитувани колеги, ова е административен чекор со кој што зголемувате минимална плата. И многу небулози овдека се кажа, вклучително и дека минималната плата во Република Македонија, замислете, била многу поголема од некои членки на Европска Унија. За среќа, во 21. век има интернет и Google преварувач, има една институција во Европската Унија, во Европската комисија, која што се вика Евростат. И таму кога ќе укуцате минимална плата 2020, ќе ви излезе минималната плата на секоја држава членка и секоја држава аспирант за членство во Европската Унија. И за жал, Македонија е на самото дно со ова најново покачување на минималната плата. Најмала минимална плата од 332 евра има Бугарија. Така што далеку е Република Македонија во споредување со членките на Европската Унија во делот на минималната плата. И замолувам следниот пат кога се говори, да се говори аргументирано, како што јас овдека ви посочувам Евростат, ова овдека е Република Македонија, ова најмалечкото. Сега, доколку единствениот аргумент на власта за покачување на минималната плата била борбата со сиромаштија и тоа било доволно, јас ги прашувам колегите од власта, зошто тогаш само 18.000? Јас мислам дека е малку. Зошто не 24.000 денари? Зошто не 1000 евра? Еве како што е во европските земји. Зошто? Ако борбата со сиромаштијата се искоренува единствено со зголемување на минималната плата, еве да ја зголемиме на 1000 евра. Сега, верувам, сваќате зошто треба аргументација. Затоа што постои нешто што се вика економија. Постои нешто што се вика пазар на труд. Постои нешто што се вика инфлација. И кога споредува некој плата, минимална, средна или било каква, од 2012 година треба да е свесен дека од тога се изминале 10 години. Знаете ли што се случува за 10 години? Ли се надам дека времето ќе ми биде продолжено. Благодарам, подпредседател. Добро е што дофрлаат колегите од власта, затоа што најверојатно ги поттикнува и на размислување. Значи, да повториме. Доколку со зголемување на минималната плата е единствена мерка со која што се справуваме со сиромаштијата, зошто истата да не биде 1000 евра? Административна е работата, предложете закон и да го изгласаме. И тогаш нема да има сиромаштија по вашата аргументација. Ама не е така. Вредноста на парите во 2012 година била многу поразлична од вредноста на парите во 2022 година. Или поедноставно, во 2012 година за 1000 денари си можел да купиш многу повеќе производи од тоа што за 1000 денари можеш да купиш денеска. И, за жал, во економијата има нешто што се вика инфлација, која што ги јаде парите или вредноста на парите. И кога се споредува нешто во апсолутни бројки, мора да се даде контекстот на истото, за да бидеме релевантни во говорите и за да не оценуваат како собрание на некои многу ниски гранки од аспект на квалитетот на дебатата. Дали треба да се зголеми минималната плата? Апсолутно да.
И многу повеќе од ова, како што реков. Затоа што катастрофалните економски перформанси на оваа влада го прават тоа за нужно. Растечки долг, рекорден, задолжувања, енормни. Растот на БДП-то минорен. Бројот на вработени се фалите со децимални бројки. Што е суштината? Борбата со сиромаштијата е комплексен проблем и се решава со многу мерки. Тоа значи и да не ги заборавите работодавачите. Како што овдека, впрочем, ги ставате на страната како да тие се некои лошите, кои што имаат многу приходи и многу профити, ама намерно не им даваат пари на работниците. Популистички потек и популистички говор. Вие како влада сте должни да создадете услови за реален раст на економијата, која што реално ќе продуцира и нови работни места, и поголема конкурентност во работните места, и со тоа и многу поголеми плати, наместо да се зголемува минималната плата без суштинска анализа, затоа што, повторувам, мислам дека треба да биде многу поголема од 18.000 денари. Немате никаква анализа колку тоа ќе ја чини државата. За да бидете сериозни како власт, како влада, треба да имате анализа. Колкав е бројот на луѓето кои што се опфатени со оваа мерка? Колку луѓе кои што досега земале 18.000 денари сега ќе се спуштат на ниво на минималец? Колку тоа ќе ги чини работодавачите? И милион параметри кои што вие не ги земате во вашите аргументации и дискусии. Туку само популистички. Зголемување на минималната плата ќе продуцирала помала сиромаштија и ВМРО која беше на власт се беше катастрофа. Тоа ви се говорите. 5 година на власт. Вие ВМРО од уста не го вадите. 5 година на власт. Обсесија ви е ВМРО. Без никаква аргументирана идеја како да ја помогнете на оваа влада, која што, впрочем, вие ја гласате. За разлика од вас, колку сакате може да дофрлувате од место, и тоа е одраз на вашата култура или не култура. Ние имавме суштински предлог како реално да се намали сиромаштијата во Република Македонија. Со измени на законот за минимална плата предложивме скалесто зголемување на платите на сите категории работници во Република Македонија. И тоа постои во законот за минимална плата, во делот на преодните и завршните одредби, каде што се имплицира усогласување на колективните договори. И вие тоа не го прифативте со банални оправдувања дека не му било местото во законот за минимална плата и дека, замислете, тоа било упад во законот за минимална плата, а постои како член во преодна и завршна одредба. Истото тоа што е временски ограничено на 6 месеци од стапување на сила на законот, требаше само да овозможите нови 6 месеци за да може да се усогласат колективните договори, со што сите граѓани подеднакво ќе добија поголема плата во Република Македонија и тогаш можеби ќе имаше одредено приближување во делот на борбата со сиромаштијата. Меѓутоа, популистички се фалите само со минимална плата, а суштински ги занемарувате овие предлози од опозицијата. Имавме амандмани за одредени категории на граѓани, вклучително пензионерите, вклучително и за зголемување на платите во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа истите беа одбиени токму од владеачкото мнозинство. Затоа, на крај, ќе ги искористам секундите кои што ми ги одзелоа колегите, ќе гласаме како опозиција за овој предлог закон за зголемување на минималната плата, но ќе продолжиме со заложбата да се изедначат сите категории работници во Република Македонија и секој еден кој што ја чувствува
штетните, кои што ги чувствува штетните и погубни економски политики на оваа влада и тоне во сиромаштија, да добие заслужена поголема плата во Република Македонија.